Никој во Европската Унија не може да си дозволи нова Украина. Изборите во Македонија треба да се одржат, а левичарските партии не смее да не се појават на избори само заради тоа што имаат помала поддршка, пишува во својата колумна италијанскиот политичар Лука Волонте. Според авторот, западниот свет, заедно со САД и пред се Европската Унија не треба да ја чекаат оваа криза и протестите во Скопје да го спречат одржувањето на политички и парламентарни избори. Резултатот на овие шарени револуции се поддржувачи како САД, левицата и богатите спонзори, не секогаш е демократија и почит за човековите права, како што се случи со арапската пролет. Доколку дозволиме нова револуција на Балканот за време на миграцијската криза, тоа ќе биде катастрофа и неправда која не може да се опише со зборови. Никој, поради ниедна геополитичка причина, не може да си дозволи нова држава која се граничи со Европската Унија да стане трајно нестабилна, како што се случи со Украина. Многу левичари и анархистички движења кои учествуваат на протестот на 13 април се финансирани директно од Џорџ Сорос. По протестите во 2015 година, пишува Волонте, Европската Унија се вмеша како медијатор помеѓу политичките партии и дојдоа до договор кој што требаше да води до изборите на 24 април. Под притисок од страна на Зоран Заев, оваа дата се одложи за 5 јуни, но Заев сака повторно да ги одложи изборите во Македонија, па затоа според Волонте ги поддржува манифестациите на улиците. Партијата на Груевски, ВМРО, ДПМН е популарна и има историска основа во периодот пред комунизмот. Во сите анкети поврзани со изборите на врвот, далеку од опозицијските партии и албанските партии ги поддржуваат изборите. Тоа е главната точка за етничкиот мир во Македонија, помеѓу православните христијани кои се мнозинство и албанското муслиманско малцинство. Освен тоа, тој додава дека западниот свет не може да си дозволи црни лебеди, особено не на Балканот. Не е време за дестабилизирачки револуции, многу опасни антидемократски државни удари. Европската Унија мора да ја почитува и да ја помогне на Македонија. Тоа е главна обврска и не може да дозволи да настане хаос или да стане тест локација за геополитички и финансиски причини. Мора да се одржат демократските избори на одредената дата во јуни. Левичарските партии и економските странки не смеат да ги отфрлат само затоа што ќе изгубат. Волонте завршува колумната изразувајќи надеж дека владата на Обама ќе го следи примерот на Европската Унија. Македонската влада и луѓето бараат само почит на демократијата, волја на народот и европски сон, заклучува тој.